Земјоделците од Струмичко се исправени пред уште еден предизвик – брзото и ефикасно справување со климатските промени. Земјоделските производители велат дека од година во година се повеќе се чувствуваат температурните разлики кои им создаваат главоболки. Мислам дека една од најголемите проблематики со кои што ќе се соочува нашиот земјоделски производител, баш како што спомнавте, ќе бидат промената на климатските услови, бидејќи сведоци сме дека има нагла промена на климата која што допринесува во самиот циклус на производство или во самиот циклус на развојот на културите кои што се одгледуваат во текот на годината, а бидејќи станува за еден типично градинарски регион кој што одгледува градинарски култури, нашиот земјоделски производител се занимава претежно со одгледување на градинарски култури кои што се потоплолюбиви и светлолюбиви, морам да кажеме, и затоа бараат поголемо внимание од земјоделскиот производител при нивното одгледување. Велко вели дека постојат брзи, ефтини и ефикасни начини за намалување на последиците од климатските промени. Меѓутоа, сега за толку мислам, ако внимава нашиот земјоделски производител при самиот циклус на производство, може да дојде до добро производство. Тука пред се мислам да речеме, ако има висока температура, амортизација во летниот циклус на температурата со ставање на заштитни мрежи или некои ставаат вар за засаđување на самото полиетиленско платно, додека исто така мора да се внимава во тој период на водниот режим, бидејќи знаеме дека во заштитниот простор може да има и заситена влага, а може да има и недостаток на влага, така да мислам дека земјоделскиот производител мора и треба да обраќа внимание на тие околности, а згоре на тоа мораме да кажеме дека добрата температура и добрата влага се едни од важните фактори за заболување на самите култури кои што се засадени под пластениците. Руралното сиромашно население непропорционално ќе биде погодено поради неговата поголема зависност од земјоделството, нивната релативно помала способност за прилагодување и поради високиот удел на приходите што ги трошат на храна, вели Вилјам Сатон, главен економист за земјоделство во Светската банка. Според тоа, климатските влијанија би можеле да го поткопаат направениот напредок во намалување на сиромаштијата и неповолно да влијае врз обезбедување храна и економскиот раст во ранливите рурални области, оценува тој.